е образовна установа, значи тука има и од министерства, има директори од различни институции. ЦСО ги поздравува активностите, значи на проектот Европска платформа за извореност во стручно образование и обука за зелени иновации или иницијативата Европска недела на стручни вештини. И како директор на Центар за стручно образование и обука сакам да упатам благодарност за поканата на денешната трибина на тема вештини на зелен град, на кој се задоволство учествува. Зашто го кажувам ова? Бидејќи денес во многу училишта во Република Северна Македонија има отворени денови, нормално има покани и нив да одам, меѓутоа видов дека кога видов агендата, кога видов кои луѓе се мислат дека е многу битно да бидем тука, но не значи после настанот нормално ќе видам и на тие училишта кои денеска имат отворени денови, треба да ги посетиме, треба да ги видиме кои структури, значи кои струки ги имат, што имат за идните генерации. Центарот за стручно образование и обука како надлежна институција, тоа го слушнав и од заменик министерката и од градоначалникот дека се зборува за програми, значи тие се многу битно, но ја ќе кажам што е направено Центар за стручно образование на тие програми, што е донесено, веќе имаме и готови продукти. Како надлежна институција за напредување на средно образование во Република Северна Македонија согласно своите надлежности постапува во насока на стекнување на вештини кај учениците од стручно образование, кои се однесуваат на зачувување и заштита на животна средина и справување со предизвиците од загадениот воздух, депониите и загадувањето на вода. Во таа насока може да се каже следното. Од стручно образование и обука е направено, односно е изработен стандард на квалификација, наставни планови и програми за квалификација техничар за заштита на животна средина во рамките на секторот хемија и технологија. Тука имаме, мислам дека и од таа струка присутни. Ова квалификација е активна веќе трета година во неколку градови во државата, нормално и во Скопје. Преку ова квалификација се обезбедува стручен кадар за работа во овој сегмент. Освен ова, професионална квалификација може да се каже дека со реформирањето на 4-годишно образование во сите стручни предмети е наведени резултати од учење кои го ведуваат до стекнување на компетенции на учениците во зависност од струката да се справуваат со заштита на животна средина. Например, по завршување на секој технолошки процес учениците се оспресуваат како да постапат со отпадот за да не биде штетен за околината. При процесот на производство се учат штетните действија и како да се постапи за да не се загади воздухот и така натаму. По одредени квалификации се учи предмет заштита на работа и животна средина. Значи има и предмет што многу значи за учениците да во иднина да пазат, бидејќи ние само една земја имаме и ова земја треба да го чуваме како нашите очи. Значи, вештините на заштита на животна средина се планирани во наставни програми по стручните предмети и практичното образование. Центарот за стручно образование е во поддршка на активностите кои водат кон операционализација на резултатите за учење зацртани на наставните програми кои се однесуваат на заштита на животна средина, но исто време поддржува други активности во насока на обезбедување на следни кадри кои ќе знаат да изградат здрава и безбедна животна средина. Исто така, стручното образование со реформите даде голем акцент на овој сегмент за заштита на животна средина. Тука може да во некои сектори, например, имам повеќе сектори, значи електротехника, геологија, рударство, металургија, шумарство и обработка на дрва, економија, право и трговија, графичарство, емијете, воведени се посебни програми по ова подрачје. Значи, веќе на дело има резултати од страна, нормално од страна на Министерството за образование и наука, од страна на сите други образовни институции кои се дел од Министерството за образование и наука, но сето тоа ни е многу битно и ни треба помош и од градоначалниците и од другите институции кои се битно за ова проблематика. Тука сакам да надокнадам уште нешто што е многу важно, особено во последно време. Сите вие знаете дека стручното образование добива една голема значајност од Министерството за образование и наука. Ете по втор пат, значи се прават
социјален диалог меѓу целта на цела ова е да се доближи бизнис секторот и образованието, што нас недостасува до сега. Особено една голема благодарност и до многу, значи, до ЕФОРЕ, на институција која многу ни помага, значи, сите вие го знаете, до многу други институции кои исто така се големи значени во овој како партнери на таков начин да ги речем. Значи, прашањето како овие социјални диалози влие на бројот на ученици да се запишат на средно стручно образование, може да ви кажам со бројки, значи е супер. Ако во 2020 година имавме неколку 11 дуални паралелки, во 2021-2022 се напишани 97 паралелки, што е еден голем број. Особено ова година се очекува, сите вие знаете дека конкурсот веќе е излезен, се очекува повеќе од 200 дуални паралелки, што е еден број, голем број за поздравување. Тоа значи дека социјалните диалози што ние ги имавме со сите градови, со градоначалници, со бизнис секторот, ни цела Република Северна Македонија, дадоа резултати. Особено, уште еден податок ќе давам, значи, бидејќи ако нема податоци, сите зборови, кога ги кажуваме, не се реални. Затоа секој збор, кога ќе се кажува, треба тоа да има и математички да се докаже. Значи, претходната година имаме раст од 6% на ученици кои се запишал на средни стручни училишта, ако правиме компарација со измината година. Сега, ете, не случајно реков дека денеска веќе е почната и тука имаме многу директори кои имаме голема соработка, да ви кажам, прави многу и мило што се тука присутни. Значи, тие сите секој ден се подготвуваат за новите генерации. Значи, и ова година мислам дека ќе имаме раст на ученици во стручно образование. Фала ви многу.